Денес православните верници го чествуваат празникот Слегување на Светиот Дух, духовден празник кој се смета за роден ден на Христовата црква. Традиционална прослава со црковно-народен собир се одржа во црквата Света Тројца во Дедовско Блаце. Голем број христијани денес дојдоа во манастирската црква изградена во чест на Светото Тројство за да го прослават големиот празник духовден. Секоја година го правим истото, луѓето идат поради водата овдека, лековите, која се наоѓа внатре во црквата. Истиот извор истекува малку и надвор за да биде достапен за луѓето кои понекогаш забораваат да го земат клучот. Црквичето е малку оддалечено од селото, затоа е заклучено, клучот е кај клисарот во селото. Оваа црква е посветена на Свети Тројца и секогаш се слави на духовден. Ментално се 7 кумови. Парички секој си става во своето лепче и следниот кој ќе го најде паричето е следен кум за следна година. Кумот не е обврзан со ништо. Ние од црквата се ги поднесуваме сите трошоци за пречек на овие луѓе. Меѓутоа кумовите од своја желба си донираат, си даваат средства, си носат. Има доста луѓе на кои им помогнала оваа вода, па си носат по своја волја, значи кој што ќе си направи дома. Така да што ќе се донесе овдека, ние го даваме на луѓето за здравје. Освен останатите впечатоци кои што луѓето ги имаат кога ќе се вратат дома, дека има убава природа, чист воздух, некој посебен мир се чувствува во ова место, секогаш го зборувате кислинчето како ваш специјалитет. Да. Кислинчето го спремаме значи на добар начин. Ќе ни откриете тајната на подготовката или? Па, тајната е во количината. И сепак јас би рекол дека тајната е во количината, што поголема количина кислинчето е повкусно, сигурно. Секоја година значи го спремаме кислинчето. Веселата атмосфера се ширеше низ целото село од манастирската црква сместена во подножјето на Сувагора. Патроните чествувања во манастирската црква изградена во чест на Светото Тројство започнаа со света богослужба посветена на еден од најголемите христијански празници во народот познат како Духовден. Тој е настанот кој се случил 10 ден по Христовото вознесение. Денес Господ Исус Христос го исполни своето ветување што го даде на своите свети апостоли през спасоносното вознесение кога применатата човечка природа чиста и без грев, како што беше сотворена, ја вознесува на небото, ја постави од десната страна на Бог Отецот, бидејќи беше сотворена според образот и подобието на Бога. На овој ден Христовите ученици заедно со Божјата мајка се наоѓале на постојана молитва во Сионската горна сова, каде што престојувале некој време молејќи се, озресувајќи се делата на својот учител Господ Исус Христос, а особено за неговото тридневно воскресение, за безбројните чудеса и последното негово чудо, неговото вознесение на небесата и славните ветувања на учениците. Одека тие престојувале во горната соба, одеднаш настанал голема бучава на небото. А кога дува силен ветар, се покажал на нив Светиот Дух во вид на огнени јазици. И апостолите биле напоени со Светиот Дух, почнале да зборуваат на многу јазици како што им давал Духот Свети. Бидејќи Јерусалим во овој ден бил исполнен со многу различни народи, кои меѓу себе не се разбирале, а биле дојдени да ја прослава Старозаветната Педесетница. Апостолите почнале да им проповедаат на нивни јазици за силата, чудата на вистинскиот Бог Господ Исус Христос, кој се родил од дева, проповедал, правил чуда, бил раснат и по 3 дена воскреснал, се возил на небо, седел одесно на Бога Отецот, а денеска им го испраќа Духот Свети, ги облагородува и просветлува, ги утврдува со благодатта да го проповедуваат Евангелието на сите можни јазици.
Со дарови жителите на Блат се пристапуваа во манастирската црква и се поклонуваа пред иконата на Светото Тројство. Во црковниот двор отец Ненад Ѓорѓевски ги прережа славските колачи принесени од кумовите, а паричките вметнати во колачите ги одредија и кумовите за наредната година. Сончевото време измами голем број не само жители на Блаце, туку верници се слива од околните населени места, од Тетово и од други градови, уште во раните утренски часови да го исполнат манастирскиот двор. Парпат овде кај идам, ама многу ми се свија народов, треба сите ове да го поштоат и да го посетуваат овие убавиња, овие природи. Ваки ретки се, што може да бев на Ѓурѓе фалише, пак идеме овде кај ќе идам кога ќе имат убави веселби и покани. И треба сите старо и младо да дојдат да видат и да се помират со богословијата, наша вера, нашите адети и обичаи. Од каде доаѓате? Ја доаѓам од Ѓорче Петров. Пензионер си. Организирано со пензионери? Организирано дојдовме да посетиме овие убавиња, овие наши храмови и овие наши обичаи. Здраво, јас сум Андреј од Кочани. Лани се падне водата паричето и денеска дојдовме да бидеме кумови и да го празнуваме празникот. Кажи ми, Андреј, што ти се допаѓа овде најмногу? Најмногу се допаѓа, има убава природа и чист воздух за дишање. Исто ние доаѓаме од Ѓорче Петров општина. Овде кај доаѓам прв пат, многу е фино, многу убаво. Посетуваме ми овие манастири, со Божја волја све со супер и се не убаво нека видат. Да посетуваат луѓето, да го почитуваат нашиот православен христијански свет и се не убаво нека видат. Прв пат доаѓаме овде, сум одушевен. Од ова убаво место, благословено, да се собереме сите православни, да си го поштуеме празникот и да остане вековито. Едно, друго, овдека овој народ е многу гостопримлив. Можам да кажам, имаме пријатели овдека, шетаме, се дружиме, тоа ќе ни остане. Исто доаѓаме од Ѓорче, група сме ние, со комбе сме дојдени, сакаме да посетиме ова место и секаде кај што одиме, сме благодарни со пензионерите. Овој живописен манастир надалеку е познат по лековитата вода, од која многумина кои пристапиле со силна вера кон Светото Тројство се исцелиле од болестите од кои боледувале. Празникот беше традиционално одбележан со братско-сестринска трпеза на љубовта, подготвена од црковниот одбор. По традиција, празнувањето заврши со рој песна кои траија до доцните попладневни часови.